Благодарам. Колешке Колева, морам да признам дека на вас единствена ви верувам кога набројувате проекти од Кавадарци и вие нека биде една добра увертира за нашите сограѓани кои што не седат да ја направат разликата како се инвестира во општина која што ја предводи кадар на ВМРО ДПМН. Голем дел од проектите кои што ги набројавте се од локалната самоуправа и добро е народот да направи разлика како се вложува и колку се вложува во општина во која што повторно ќе кажам ја раководи кадар на ВМРО ДПМН. Ајде вака, ајде баталете ги тие тези, би кажал, суви кои што ви ги пласираат од можеби владата или од институциите и малку да се задржиме на реалноста. Прочитав изјава од премиерот Зоран Заев каде што вели не се корумпирани министрите, туку се корумпирани службениците. Ова е едно ново ниво од тоа што го кажува преска на вашата колешка, односно нема дно кое што нема да биде пробиено. Еве само ќе ја потсетам јавноста, веројатно Драги Рашковски не беше службеник, Кирацовски Александар не беше службеник, Кременска Фросина, тие сите имаат кривични пријави, тие не беа службеници, ама битно владата не е нели корумпирана како што кажува Стеј департментот, ама службениците се корумпирани. Не знам дали имавте можност да видите, но онаа компанија Мода каде што Љупчо Николовски ги снимаше спотовите, еднаш испушти вработени и сега ќе испушта пак. Не знам дали видовте што се случи со Баргала Штип, додека вие ги читате тие розови лаги од оваа говорница, дека прекрасно се живее од оваа држава, луѓето за кои што вие одбивте амандман да прифатите да им се помогне во овој ребаланс за кожарската и за текстилната индустрија, секојдневно остануваат без работа, без парче леп. Цели семејства едноставно остануваат без основниот приход, а вие застанувате тука и читате милиони и милиарди евра. Капиталните инвестиции ви се апсолутна тапа. Само 20% имате реализација, убедливо најслабо во историјата. 65% од населението зема плата под 25.000 денари, додека вие тука го замајувате македонскиот народ дека просечната нето плата расте, а оној вице-премиер за економија што би рекол едноставно нема поима од областа која што ја раководи, кажува дека за 3 месеци платата ќе била 750 евра. Развојни подпрограми ги спомнавте, намалување за 990 денари. И да не излезе дека говорам паушално, сега ќе ви кажам два моменти каде што употребивте лаги. Првиот беше за неприоритетни трошоци во буџетот, Министерство за образование, затоа што вие работите во образованието. Ставката на ББО зголемена за 606%, а ставката за набавка на возила зголемена за 17%. Понатаму кажавте дека не се намалуваат средствата во образованието, уштедна лага. Изградба за основни училишта 46 милиони денари помалку. За изградба на училишни и спортски сали 111 милиони денари помалку. За реконструкција на училишни домови 2 милиони денари помалку. За изградба и реконструкција на, внимавајте, студентски домови 3,8 милиони денари помалку, а студентскиот град кој што го кажавте вие остана само во скапо платените страници на вашата најголема важна програма за живот која што може да го добие епитетот само за лага на деценијата во Република Македонија. Благодарам. Контрареплика, пратеничката Колева Даниела.